Никогаш не сум рекол дека нема потреба од гуру. Се зависи од тоа што го нарекувате гуру. Тој не мора да биде во човечка форма. Рамана Махарши. Добро дојдовте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. И денеска разговараме на тема гуруа. Ми тикна дека пред неколку години, може би 2 декади, или пред 3 декади, да речеме, овој израз на гуруа, медитации, просветление, духовна работа, нагло се прошири, нагло се расшири низ јавноста и многу луѓе тогаш првпат дозна што е гуру, што тој, каква функција има, што тој прави, па потоа почна да ги врзуваат со некакви култови, со некакви групи, езотерии, така натаму. И еуфоријата и дисфоријата околу гуруата и околу целото тоа просветление, или медитации, свесност и т.н. спласта. И тоа е еден природен процес кој што се случува со било која тема и со било која промена на парадигма. Всушност, кога ќе дојде некоја нова идеја која што отклучува нови работи, неминовно е прво да предизвикува скепса, да предизвикува одбивност, потоа да предизвикува еуфорија и на крајот да спласне и да биде интегрирана, да биде абсолвирана. Исто се случи и со гуруата. Во претходниве 2-3 декади го поминавме целиот процес на скептицизам, одбивност, еуфорија и сега сме во фазата на абсолвирање. Сега оние луѓе кои што се автентично такви, автентично кои што работат на својата духовност и на своето зрење, тие имаат допир и со гуру, имаат допир и со, целиот тој процес на себеразвиток, на истражување на мистеријата на животот и од нив можеби зрачи истото кон нивната околина. Од друга страна има луѓе кои што едноставно не се во тој процес, не сакаат или едноставно егото не им дозволува, затоа што предосеќаат дека можеби таму следи нешто кое што е сомнително за него, некаква опасност во наводници, како што знаеме, и заради тоа ги одбива и ги оттргнува од истото. Интересно е дека јас сум ги видел и тие видови на луѓе во мојата околина, сум ги сретнал, и не се само тие два вида, нормално се и тие кои што се залетуваат кон гуруа и така натаму. Значи, гуруа. Работата е дека околу гуруата нема потреба да се крива токала фама, меѓутоа не треба ни да се игнорираат. Во суштина, гуруата се нешто налик на ментори. Менторите во духовната сфера. Дали гуруто е свештеник, дали гуруто е врачот, или е гуруто будистички учител, или даоистички учител, или е некаква света книга, значи не мора да биде човек, токму како што беше цитатот на свештеникот на почеток. Или е животот, или е стварноста, во крајна линија, гуруто е еден вид на ментор. И заради тоа нема потреба да ниту да влегуваме со преголема скепса и одбивност априори кон гуруата, а ниту пак да одиме со преголема еуфорија и со одаденост и со идолатрија. Че тоа се двете страни кои што ги дискутираме денеска со свештеникот, сега пред да снимаме баш го разговарявме ова. Во мојата идеја за тоа што е гуруто е практично патоказ на патот. Има едни познати зборови на Буда кои што ги кажал на своите ученици, своите следбеници, кои што не сум ни сигурен дека сакал да ги има. Тој си цитирал и си предал работа, си зборувал и му даѓа луѓе и тоа е, значи не може да ми каже ај бегете од мене, ама исто така и мислам дека бил онака умерено изиритиран од сите тие што му се врткале тука околу него цело време. И кои што го сметале за некаков господ и така натаму. Значи, тој им има кажано една позната изрека, тоа вика, јас сум само патоказ на патот. Јас не сум просветлувањето. Ако сакате да се просветлите, земете, медитирайте и ќе видите самите. Тоа што се обидувам да ви го укажам. Ете, тоа е гуруто. Гуруто е патоказ на патот. А тој пат не е пат. Тој пат е враќање кон осознавање на вистината. Или со друг збор, просветление. Значи, гуруто е практично еден вид на знак на патот, кој што треба да ви помогне да се просветлите. Под просветлите, сакам да кажам, односно подразбирам, враќање кон осознавање на вистината.
Сега тоа е многу интересно кажано, како тоа е враќање кон осознавање на вистината, нели? Тоа е некаков процес, нешто треба да се постигне. Неколку пати имавме дискутирано веќе со свештеникот дека всушност вистината ја имаме сите ние во нас, имаме цело време во нас, само што сме изградиле толку многу слоеви врз незе и сме ја скриле, што тоа што треба да го направиме контраинтуитивно. Тоа што треба да направиме да отфрлиме слоевите за да повторно ја видиме чистата вистина. Гуруто, неговата функција тука е да ви возможи вие самите автентично да допрете повторно кон вистината која што веќе лежи во вас. Значи таа гуруто не може да ви ја даде таа вистина. Вие веќе ја имате. Тој може само да ви помогне. Како што може да ви помогне добра книга да ви отклучи нешто, како што така може и добар гуру да ви отклучи нешто во вас и во вашата душа. Промена парадигма. Сега, многу често се појавува едно прашање кога веќе зборуваме за тоа осознавање на вистината, тоа просветление. Зошто, нели, вистината, каква е стварноста? Каква е вистината? Како на вистина функционира и која е нашата улога тука во овој живот? И што правиме? Која е вистината, практично? Накратко кажано. Прашањето е зошто имаме патокази? Зошто имаме гуруа кои што ни се патокази, наместо веднаш да не ја доживееме вистината, односно просветлението? Ова го разговаравме во прашањето зошто има нешто кога може да има ништо и во парадоксот на постојањето и така натаму. Значи, таму разговаравме, сега на кратко само ќе го спомнам, па ќе му дам збор на свештеникот. Во основа, ние сме приказна на Господ, на Семоќниот. Тоа не значи дека не сме вистина, меѓутоа ние сме негова приказна, ние сме негово создание и тој од нас се скрил во наводници, иако ние сме тој истовремено. Мито тој од нас се скрил, само од себе си се скрил за оваа приказна, за приказната на процесорот, на свештеникот, на ти што не слушаш, за да се самообмани и да нас не личи дека ние сме посебен човек кој што има свој живот, своје минато, своја иднина, свој искуство, нели, знаење во животот, страдања и така натаму. Сега, ако Бог ти се открие одеднаш, ти го даде просветлението одеднаш реши да ја прекине таа обмана и да ти рече еве сум и така натаму, тоа ќе значи крај за тебе. Тоа ќе значи крај за процесорот. И тоа ќе биде нешто ужасно, затоа што тоа е практично смрт. За да не те ужасне, Бог полека и полека ти дава знаци, мала помош лево, десно, за ти полека и полека да се освестуваш и да се просветуваш во текот на животот. И гуруто е дел од тој процес. Значи, или ако разговараме од аспект на спирална динамика, сите тие нивоа не може да се поминат одеднаш. Не можеш одеднаш да скокнеш во трикизно. Значи, мора да почнеш од најниското ниво, како бебе и така натаму, па виолетово, па црвено, па сино, па портокалово, па така натаму и така натаму. Значи, мора тој процес да се помине постапно и сите нивоа да се интегрираат. Кога ќе се интегрираат, тогаш се отвара повисокото ниво, интегративното ниво и на крајот се отвара Господ, односно вистината. Ето тоа е одговорот на тоа зашто имаме гури и зашто имаме патокази наместо директно да скокнеме кон просветлението. Накратко, гуруто е патоказ на патот. Не е нешто кон кое што треба да го идеализираме и да имаме идолатрија, ниту па е нешто кон кое што треба да го избегнуваме и нерационално да го отфрламе. Гуруто е само патоказ. Може да ти помогне, ако резонира со тебе и со твојата автентичност. Тоа беше мојот вовет. Свештениче? Процесоре, мислам да ја затвориме епизодава, затоа што ти ја каже веќе. И објасни многу добро и ја комплетираше. Во својот вовет ја комплетираше. Сега може да преминеш на сиже. Мислам дека исто како и претходната епизода која што беше за елитизам, ние сме привлечени, всушност надконцептуалниот ум, секој човек кој што е надконцептуален е привлечен кон идеи кои што се екстремни во своите гледишта кај јавноста, зошто бидејќи гледаат дека екстремноста на гледиштата е секогаш производ на еден недоволно зрел ум и дека тоа е еден обид за да бидеш сигурен во својот светоглед и да припаѓаш некаде. Да не шеташ многу со својот ум и да не размислуваш многу со својата глава, бидејќи може да се изгубиш, може да сгрешиш и така натака. Всушност самото тоа е возбудлива работа, самото тоа е стресна работа и заради тоа
Луѓето сакаат да живеат, незрелите луѓе сакаат да живеат како еден вид на интелектуални бебиња, кои што ќе одат кај нивните концепти родители и тие ќе ги водат. Тоа што родителот вели дека треба да го мразат, тоа ќе се мрази, тоа што му вела дека треба да се сака, ќе се сака и тие ќе се останат интелектуални бебиња. Гуруто е едно од овие концепти и заради тоа сакаме да ги обработуваме и да ги гледаме, бидејќи гуруто како појава и како концепт е нешто неминовно. Тоа не е нешто кое што можеме да речеме, па тоа е лоша работа, тие се култ лидери, тоа е лоша појава и толку да завршиме со размислувањето. Тоа е незрело размислување. Секогаш мора да видиме дека зошто тоа се јавува. И можеме да видиме дека појавата на гуру е еднаква со појавата на менторство и со појавата на учителствување. Тоа е една природна човечка цивилизацијска појава која што не може да се искорене, бидејќи ние функционираме преку генерацијски, да кажам, каскади, кои што преминува временски, се трансформираат, или од една генерација во друга генерација, и така човештвото продолжува да живее. Тоа е неговиот циклус, животен циклус. И за да може да се пренесе мудроста од една каскада на друга, мора да има учители. Мора да има процес на пренесување на мудрост. Сега, на ниво на физикус имаш коучови, тренери кои што те учат едно нешто, на емоционално ниво имаш можеби ментори или учители, на интелектуално ниво исто така имаш професори, мудреци, филозофи. Меѓутоа на едно највисоко ниво, на едно духовно ниво, имаш духовни отци, светци, гуруа, пророци и можеби и уште погоре над тоа. Некој би рекол Божи син, некој би рекол аватари, некој би рекол будни луѓе, Буда и така натака. Меѓутоа дефинитивно духовниот аспект си бара еден вид на духовен учител кој што ќе пренесе мудрост. И сега, како што кажав, нели, во најчиста форма гуруто е една фигура што веќе поминала дел од патот или го завршила патот, кој што ние или други луѓе допрва го започнува. И тој не е само информација, не е само споделувач на информации, туку е, како што кажа ти, патокас, пример, жив пример дека таа трансформација или таа зрелост или таа свест е возможна. Еве, јас сум ја постигнал, возможна. И тоа е еден аспект на гуруто кој што другите учители го немаат, меѓутоа сепак спаѓа во множеството на ментори. Разликата е во тоа што гуруто не дава само знаење, туку дава искуство, трансформација и ориентација. Те ориентира кон неспознатливото. И тука нормално помеѓу нив има одреден однос на ученик и учител. Не може, например, ученикот да биде над учителот. Не може да дојде ученикот на гуруто и да му рече ајде, кажуваш, имаш да кажеш и бега тука. Значи тоа не е нормален однос. Мора да има еден вид на понизност кај ученикот, да се понизи за да го слуша учителот, да има дисциплина и да ги гледа неговите зборови со одредена верба. Мора да имаш одредена верба во секој учител, дури и интелектуални, дури и тренерот што те тренира физичка некоја вештина, пак мора да му веруваш во зборовите. Уште повеќе, колку повеќе идеш нагоре, толку повеќе во важност е да му веруваш на гуруто, кој што ти дава некоја мудрост која што интелектуално не можеш ни да ја совладаш, а и во многу аспекти е контраинтуитивна, контраинтелектуална. Умот се бори против таа мудрост, така да мора да има верба. Меѓутоа, тука се крие и ризикот, бидејќи гуруто не е само водич, туку тука станува еден вид на центар на твојата духовност и на твојата божественост, центар на твојата верба. И наместо да ти биде патокас кон вистината, почнува да биде вистината, почнува да ја заменува вистина. И ти, наместо да си ја ослободиш свеста, ти се врзуваш за него. Всушност, гуруто те врзува за себе. Може би тоа не го прави сакајки, меѓутоа природа на човекот е да се врзе за некој таков идеал. И тука од еден здрав однос на трансформација влегуваме во зависност. Не само што зависиш од тоа како те гледа и што мисли за тебе гуруто или дали си угоден
на гуруто, туку исто така стануваш зависен во однос на вистината, во однос на неговото искуство кон божественост. Бидејќи една од бескрајно убавите работи која што ги има оваа реалност е тоа што еден вид на мозаична е. Има мозаична убавина. Секој човек има свое разбирање, има свое искуство. И тоа искуство различно го опишува и различно можеби до одреден степен го доживува во однос на друг човек. Некој ќе рече јас сум све, друг ќе рече јас сум ништо, некој ќе рече јас сум Бог, трет ќе рече јас сум животот, јас сум универзумот, јас сум природата. И сите тие имаат во одреден аспект различно искуство, меѓутоа во својата суштина е истот. Е така и со ученикот. Тој мора да ја најде својата вистина, мора да ја открие вистината во него. Меѓутоа, како што кажав, тој ја заменува својата вистина со вистината на учителот. Вистината на учителот е секогаш дури и да те трансформира, дури да му дозволиш тотално да те трансформира енергетски. Пак не е тоа. Мора да излезе таа вистина од тебе. Мора ти да се просветлиш. Мора твоето его да умре. Не може друг да го убие. И тука заглавуваат многу луѓе и исто така тука се јавуваат и култови. Не секогаш, понекогаш, навистина гуруто не е просветлен учител, туку е лидер на култ и тој прави ги со својата харизма ги манипулира луѓето. Тоа е на страна. Такви има луѓе секако. Меѓутоа има и честни просветлени учители кои што самиот систем гуру ученик не ги корумпира нив, туку го корумпира системот. Самиот систем е несовршен. И таа несовршеност ги корумпира оние кои што се несовршени во самиот систем, а тоа се учениците. И тие почнуваат да прават глупости и нормално го водат целата таа комуна во погрешна насока. И на крај во екстремна насока, како што се убиства, како што злосторства и така натака. Зошто? Бидејќи не разбирале суштината. И суштината ја замениле со гуруто. Гуруто им станало суштината. И гуруто дури да ми го каже тоа, повторно тие ќе му веруваат на него, а нема да го разберат од себе. Тоа е психолошки разбирливо, бидејќи човекот си бара како биолошко суштество бара сигурност, не бара вистина, и светот е полн со неизвестност, а гуруто е еден вид на точка на стабилност, на божество, на авторитет, ти ја намалува твојата потреба за сомнеж, за одговорност, дури мислиш гуруто, ја го правам за гуруто, ја го правам тоа за Господ и не ми треба одговорност. И тука доаѓа и опасност, бидејќи одговорноста ја префрлаш на друг човек, веќе не е твојот духовен пат, не е веќе будење, туку станува бегство. Ти бегаш од одговорноста, бегаш од себе си, бегаш од вистината. Ја заменуваш со ново его кое што мислиш дека е мислиш дека е вистината. Меѓутоа сепак е его, бидејќи ти гуруто никогаш не го гледаш како себе, туку го гледаш како друг човек, како друго нешто надвор од тебе. Да, ова што го раскаже практично е дел од тој процес на идолатрија, на гледање на гуруто како некаков идол кој што треба да се следи и да се прави се што тој ќе каже. И ете, нели, уште пред да снимаме, разговарахме за тоа дека некои од тие источни, да речеме, будистички пристапи велат дека учителот мора да се следи и што е да ти каже тој, мора да го направиш тоа. Ако ти каже фрлиш од прозор, ќе се фрлиш од прозор. И тоа ти го спомна и јас ти скоментирав дека можеби идејата им е да успеат во тебе да те натерат на начин да си го отфрлиш егото со тоа што ќе станеш апсолутен служител кон твојот гуру. Можеби тоа им е процесот, нели, на отфрлање на егото, затоа што во основа просветлението се основа на отфрлање на егото. Меѓутоа, јас мислам дека обратно иде тој процес, мислам дека како што работиш на своето зрење, така егото автоматски станува послабо и послабо. А не е обратно. Не е прво отфрли го егото. Мада, може и така. Но мислам дека овој вториот начин е по-природен, по-автентичен. И всушност,
Тоа го кажав и на почетокот. Нема потреба од идолатрија, нема потреба од паѓање во несвест за овој гуру, оној гуру, овој кажа, ама ти знаеш што кажа сад гуру, ама ти знаеш ли Екарт Толл па што кажа и така натаму. Ама знаеш, Екарт Толл медитирал 10 сати во денот, не сад гуру медитирал 50 сати во денот и така натаму. Значи, тие непотребни зановетања и залетувања и идолатрија во со еден збор, околу кој гуру што кажал, како да е во крајна линија битно. Затоа што не е битно, битно е вистината во вас. Тоа што ќе го каже Екарт Толл, тоа што ќе го каже процесор, тоа што ќе го каже свештеникот, тоа што ќе го каже Садгуру, тоа што ќе го каже Исус, тоа треба да резонира со вас, тоа треба да ви залепи на вас, внатре. Не заради тоа што го кажал, готово, тоа е вистина. Не. Туку, сите тие работи, кои ќе ги увидите, кои ќе ги прочитате, некако ќе дојдат до вас, треба да ги испитате во наводници во однос на вашата душа. Дали лепат, дали се вистина или не. Дали лепат значи дали се вистина. Тоа сакам да кажам. Тие може и се вистина, ама може би не се вистина за вас сега во моментот. Може би ќе видат вистина за 2-3 години од сега, кои ќе почнат да се отклучуваат некои работи. Може би сега ви треба гуру кој што ќе работи на некои поосновни аспекти, некои почетни аспекти на вашиот духовен пат. Значи не се почнува одма од се е Господ платното, готово, крај, тоа е вистината, ти си приказна. Значи, тоа не може така на прва да се свати. Еве, јас тоа да го објаснам на дете од 3 години, нема да го разбере. На детето од 3 години може да му објаснам многу попрости работи. Па така и на човек кој што не работел на својата духовност или не работел доволно. Значи, прво се почува со попрости работи. И некои гуруа се соодветни за тоа ниво. Некои гуруа се соодветни за нивото на кој што се наоѓате. Кој ќе ги надминете во наводници, тогаш преминувате на следните. И тогаш може би нешто што ви изгледало глупост или абсурдност пред 5 години, сега ќе ви изгледа апсолутна вистина во овој момент. И тоа мене ми се случило многу пати до сега. Еве баш ова е убава точка да кажам и за моето искуство. Значи, идејата ми беше да ги спомнам некои клучни гуруа, кои што не се само луѓе, кои што имале таков ефект на отклучување на стварноста за мене. Од кога паметам за себе, знам дека од секој што ми има една мистерија кон животот, еден вид на зачуденост зошто има воопшто нешто и зошто вака функционира се. И на почетокот нормално гуруа сакале или не сакале, свесно или несвесно, ми биле татко ми, мајка ми и другите членови на семејството, особено машки. Меѓутоа после таа фаза на дете сум имал други. Знам дека кога бев основно школо кон средно го читав Ентони де Мело, не знам ни како дојде до мене, дали ми го препорача некој, не ми текнува. Исто така знам дека тогаш почнав да работам со хипноза во средно школо. Хауард Морган мислам дека се викаше типот од кој што го земав првиот материјал. Потоа знам дека во средно школа доста се интересирав за филозофија, Хейл, Кант, Вебер и така натаму, значи многу филозофи, Маркс и така натаму, кои што имаат отклучено многу работа за мене. Исто и на факултет, кога завлегов. Брус Ли ми беше доста голем гуру, затоа што вежбав боречки вештини и неговата филозофија на Джит Кундо, односно на еден вид на вештина, од сите вештини да се земе тоа што функционира и тоа што е недобро, тоа се спои во една вештина. Тоа ми изгледаше како многу мудра пристап и тоа го користам и во животот општо. Едно швајцарско ноже од многу вештини. Потоа моите шефови ми биле гуруа, иако не сум знаел во моментот. И секогаш кога ќе ми искарале или кога заради нешто ќе ми искритикувале, иако тогаш сум го осеќал како напад на егото, после некое време сум увидел дека всушност тоа ме водело напред кон духовниот развој. Па потоа се запознав со свештеникот, а истовремено почнав да го истражувам Буда и будизмот, и Буда ми беше гуру, па го разговаравме Екарт Толл, па Петар Дънов, па Садгуру, па даоизмот, Дао Де Жинг и така натаму. Па потоа бев на една програма Уметност на живењето се вика од Шри Рави Шанкар, тој ми беше годисто така. Па потоа бев на трансцендентална медитација од Гурудев. Лео Гура исто така многу го имам слушано и до ден денеска го слушам. По препорака првенствено на свештеникот и на еден пријател одамна. Па потоа почнав да го истражувам Исус. Па потоа увидов дека не мора само луѓе да ми се гуруа. Сватив, тоест не потоа, уште од претходно. Сватив дека и стари држави, народи, цивилизации може да ми бидат гуруа. Например,
Македонија и македонците, Русија, Персија, Кина, Рим, Византија, Монголија и така натаму. И низ тој процес увидов дека всушност сите тие гурува се патокас на патот и сите тие гурува се Господ. Како што јас сум Господ, така и тие се Господ. И сите тие ми се патокас кој што сака да ми укаже за вистинската стварност, вистинската состојба на стварноста. Каква е? Дека ова се приказа на Господ, на Семоќниот, на Сеприсутниот и всушност сите гурува се Господ. И целиот процес е Господ, и јас сум Господ, и сите овие работи кои што ги правиме е тоа, истото. Гурувата имаат, како што кажав на почетокот, улога на патокас на патот. И на крајот сите тие, затоа го оставив на крај, оставив посебно место за свештеникот. Мојот соговорник во беседа, кој што ми е гуру, секојдневен гуру, или ајде секој неделен гуру во последно време. Меѓутоа, веќе мислам дека 10 или повеќе години заедно растеме и ми е гуру. Многу вистини, многу укажувања дошле од него, многу препораки, види го ова, прочитай го ова, ајде да разговараме и така натаму, дошле од него. И немам воопшто проблем да го признавам тоа. Всушност, ако имаш проблем, тогаш значи дека егото е пресилно кај тебе, да си признаеш дека некој човек кој што е околу тебе и кој што е во наводници обичен човек, всушност ти е гуру и ти е ментор, нели? И тоа е, мислам дека води кон една многу битна поента, а тоа е дека гуру и ментори не мора да ти бидат само развиканите, не мора само сад гуру да ти биде гуру. Не мора Екарт Тол, не мора Исус, не мора Буда. Може да ти биде и другар ти, кој што е смирен, кој што ти укажува на некои работи. Само треба да отвориш ушите и да слушаш. Не се залетува и поразвикани гурува, и поразвикани личности. Тоа е идолатрија. Туку отвори ушите, очите и ќе видиш дека стварноста ти е гуру. И дека другар ти како дел од стварноста ти е гуру. Дека мене свештеникот тоа ми бил гуру. И тоа е тоа. И така ќе избегнеш идолатријата. А вториот начин како ќе избегнеш е едноставно дали тоа што ти го зборува свештеникот, Садгуру, Екарт Тол, кој да е, Лео Гура, не е битно, дали тоа резонира со тебе. И така нема да потпаѓаш на идолатрија. Значи тоа треба да резонира со тебе, треба да автентично да се погоди. Ако ти се погодува, ако ти лепи, тоа е вистина. Тоа е вистина за тебе сега. Може би за 10 години од сега ќе биде друга вистина, ќе биде надградена, проширена, така натаму. И тоа во овој момент, тоа што, например, некои работи порано не сме се согласувале со свештеникот. Сега мене ми се отклучиле во меѓувреме низ годиниве и сега гледам дека бил во право за некои работи. Некои работи на него му се отклучиле. И така натаму, и така натаму. Значи тоа е дел од процесот. Уживајте во процесот, искористете ги во наводници гуруата за да ви помогнат да допрете до вистината. Свештениче, мој гуру. Уште една нуклеарка. Да, ти ме остави мене на крај како твој гуру. Јас ќе те кажам на почеток, бидејќи исто така и за мене ти си еден од моите гуруа и учители. Поготово можам да кажам дека во еден аспект на мудрец со коани. Зошто? Затоа што во клучни моменти кога ќе се замуабетиме или можеби некога ќе се замуабетиме, некогаш и рандом, онака по случаен избор, ќе кажеш некоја таква гениална работа што после тоа некако седи во мене со денови и ја мислам, ја мозгам, викам и чекај од овој аспект, од тој аспект и така ми ги отвара мозочните канали што едноставно ме просветлува од ново некој ново сознание добивам од само некоја реченица што си ја кажал или од некој аспект различен, твој, уникатен, што ќе го споделиш и кај мене се дешава трансформација. И тоа е еден од аспектите на гуруто. Тоа е во дефиницијата на гуруто, да има способноста да те трансформира. Некои тоа го прават со медитација, седиш до него, медитираш и енергетски те трансформира. Некој тоа го прави со љубовта, со грижата, со тоа што нели како Исус Христос кој што ги миел нозете на неговите ученици и дури и на криминалците и така. Меѓутоа, кај многу гуруа, вистината се споделува и ученикот се трансформира со тоа што ќе му го разбудиш умот, со збор или со дело. И твојот
принцип, барем кај мене е таков, со одредени зборови, со одредени фрази, или концепти, или исказини. Меѓутоа, исто како и тебе, мојата листа на гуру е огромна. Мислам дека ако почнам да ги набројувам, ќе истечеме со време, затоа што јас, уште кога знам за себе, уште од 5-то одделение медитирам и читам за духовност, имам почнато уште од најосновните книги и лекции и до ден денес, значи над 20 години се бавам со духовност, така да таа историја е многу долга, нема потреба да ја спомнувам, меѓутоа искуството е исто како ти што го кажа, како што заклучи ти. И низ моето искуство имам видено многу работи, имам заклучено многу работи за целата таа духовна традиција која што се одвива не само во Индија и во Кина, туку низ целиот свет. Оној однос, оној свет однос помеѓу гуру и ученик, мајстор и ученик, кој што многу просветлени луѓе, меѓутоа уште повеќе и учениците, тие духовни трагачи, сакаат да тврдат дека тоа е совршен систем на пренесување на духовноста, меѓутоа тоа не е вистина. Јас од моето искуство имам видено дека тоа не е вистина. Најдобар што го познаваме, или еден од најдобрите, меѓутоа како и сите системи, тој не е совршен и тоа можеме да го видиме од многуте нус производи кои што низ историјата се случувале. Па тука ќе почнам уште од самите религии на христијанството, на исламот и на будизмот, кои што забегале кон насилство, кон егоизам, кон злосторства, па и до најниски манифестации како култови, како култот на Ошо или многу култови во Индија, каде што гуруто и некои избрани ученици силуваат, малтретираат, изнајмуваат пари, изнудуваат и така на. Значи има нус производи. Сега тука ќе речеш, па тоа не е самиот систем на гуру и ученик, туку тоа е егото. Ама тоа е глупав аргумент. Тоа е аргумент на луѓе кои што не сакаат да превземат одговорност. Тоа е како да кажеш, не е комунизмот крив, туку криви се луѓето во комунизмот што не се одлично зрели и не го направат комунизмот да функционира како што треба, или капитализмот е одличен, само треба богаташите да не прават синдикати и да не прават мафии и монополи. Само. Исто така, една од забелешките кои што ги имам видено е оној фанатизам кој што се јавува кај учениците, кој што е производ на нивната незрелост, особено кај женските следбенички, духовни трагачки. Имам забележено дека тие со многу голема брзина напредуваат на почеток, меѓутоа потоа се заглавуваат некаде можеби на пола пат, да речеме, бидејќи на еден начин се заљубуваат во гуруто, се заљубуваат на еден посесивен начин и на еден егоистичен начин, не само во гуруто, туку и во божеството кое што го следат. Тоа го имам видено и кај многу христијанки, кои што се заљубуваат во самиот Бог и во самото божество, а не во она кое што треба тоа да представува. Тука нема врска што самото божество е представено како машко или гуруто е машко, туку тоа може да биде како женско. Има многу следбеници кои што баш за оние жени богови во хиндуизмот се заљубуваат и ги следат и така натака, деви, дататреја, така натака, кои што сакаат повеќе да им служат и повеќе им се допаѓа оној систем на Бог и следбеник, отколку на целта која што треба да се постигне, а целта е ослободување. Додека пак и машките трагачи се случува обратен процес, каде што мажите многу тешко навлегуваат во почетокот и многу споро напредуваат, бидејќи имаат проблем со авторитетот, сакаат интелектуално да ги совладаат сите работи, па зошто е тоа така, како да верувам, каде е тоа Бог, што е тоа ништо, зошто ја не можам да го разберам со мозокот. Меѓутоа, ако успеат, ако се доволно интелигентни, изрели и истрајни да стигнат до одредена позиција, после тоа веќе како да летаат, како до крајот, како да самото ги носи. Еден вид на спротивност имаат во духовниот развиток и мажите и жените, меѓутоа лесно се заглавува во помодарство, во покажување на својата духовност, во духовно его,
во една култ следење и идеализирање на гуруто, идолопоклонство и така натака. И затоа треба многу да се внимава и треба да се биде многу зрел. И сите работи, како што кажа процесорот, треба да се преиспитуваат со својата автентичност. Тоа не значи да ги размислуваш, да се не чекај јас да размислам дали ова гуруто што го кажа е точно. Не, туку медитирај го, длабоко во себе, и нека пројде ни сунгерот на твоето битие, а не ни сунгерот на твоето его или ум. Меѓутоа, за да можеш тоа да го направиш, првенствено, навистина ти треба одредена зрелост и одредена сила на твоето битие да се пројави на едно такво ниво да може да биде филтер и сунгер и да ја покаже твојата вистина и да покаже твојот начин на гледање на вистината. Бидејќи секој човек има различен начин на гледање на вистината, овој универзум е мозаик, секој човек е еден дел од мозаикот каде што на свој начин ја го манифестира Бог. И тоа оди во бескрај. И затоа Бог е бескрајен. Тоа е една од најголемите убавини на Бог, а тоа е неговото изобилие, неговото бескрајно изобилие во различни аспекти. Меѓутоа, многу следбеници, па и многу гуруа сметаат дека тоа не треба да биде така, сите треба едно. Мојот начин, ја успеав преку мојот начин се просветлив, па сега сите мојот начин следете го. Или па не сакам други начини, сакам само ова гуруто што ќе ми го каже. Тоа е обид за бегство од одговорност и тоа е обид за префрлање на својата должност и својата светост на некој друг човек, за да не потврлиш ти. Тоа е страф од неуспех во својата основа. И во уште подлабоко тоа е его. Вистинско его е кога веруваш на учителот, веруваш на гуруто, му се препушташ, меѓутоа во тебе стои она индивидуалност и све проаѓа низ, како што кажав, сунгерот или спектарот на твојата душа, на твојата свест. Тоа е гуруто, тоа е вистинскиот гуру. Вистинскиот гуру е Бог во тебе, светоста во тебе, реалноста во тебе. Тоа е гуруто. Ништо друго не е важно освен Бог веќе живее во нас. Бог веќе живее во тебе. Ти си веќе Бог. И тоа е најинтимно нешто, тоа е најинтимен однос што ти го имаш со Бог. Се друго е второстепено. Гуруто е второстепено. Егото е третостепено. Меѓутоа, првостепен е Бог во тебе, реалноста во тебе. И без разлика што ќе каже гуруто или што ќе каже Библијата или што ќе каже авторитетот, мора, верувај до одреден степен, верувај за да можеш да бидеш дисциплиниран и за да можеш да ги научиш работите и да растеш побрзо. Меѓутоа, на едно основно ниво се мора да помине низ филтерот на твојата свест, на твојата вистина. Многу убаво свештеник го кажува на крај, точно и јас сакам само да го заокружам и после да одиме со сижето и со практичните и прагматични совети, мада многу веќе совети ги кажавме до сега, па така ќе биде дел и ова, а тоа е увидете дека гуруто, кој да е, во каква и форма да е, дали е човек, дали е книга, дали е медитација, дали е стварноста во крајна слика, нели, Господ, сите тие се Господ. Гуруто е Господ, тој ви зборува и ви укажува на нешто. Значи, со кратки зборови, гуруто е Господ, вие сте Господ, вие полека се разбудувате и можете сами на себе си да си бидете гуру. Другите гуруа се всушност сите дел од вас, од тебе се дел. Нема разлика помеѓу тебе и Екартол, нема разлика помеѓу тебе и Садгуру или Буда или Исус или женати, машти, авторитетот кој ти е шефот, свештеникот, процесорот. Се е тоа Господ. И Господ се обидува полека да те разбуди, односно да станеш Буда. Од таму доаѓа згореното на зборот Буда. И тука можеме да завршиме нашата епизода. Кратко сиже. Денес разговаравме на тема гуруа. На почетокот дадавме едно кратко експозе за тоа што се гуруата, која е нивната цел, која е нивната улога. Кажавме дека гуруто е практично патоказ на патот и дека тој, како што се познати зборови на Буда, тој не може да те просветли, ти можеш да се просветлиш, гуруто само патоказ, ти го покажува патот, меѓутоа патот ти мораш да го изедиш. Меѓутоа, тоа што е абсурдно во ова ситуација дека нема пат, дека вистината е веќе тука со тебе. Само треба да се сетиш на неја. Си ја заборавил,
си ја закопал зад многу слоеви приказна, меѓуто вистината е веќе тука. И заради тоа, кон гуруата не треба да се има ниту апсурдна и рефлексивна одбивност и преголем нерационален, па и преголем скептицизм, но истовремено не треба да се има ни идолатрија. Гуруата се алатка, во наводници. Алатка на Господ, како што се другите алатка, како што е страдањето алатка, како што се малите знаци што ти ги укажува, со кој што се обидува полека да те разбуди од сонот на приказната во која што си и која што егото ја има создадено. Со цел да не се ужаснеш, значи не биде нагло будењето, а истовремено да се разбудиш. Зошто го прави тоа? Затоа што те сака. Бог е љубов. Те создал и не сака да те ужасне. Тој сака полека да те разбуди. Потоа разговаравме за нашите гуруа и нашите искуства со нашите гуруа. Некои се луѓе, некои се процеси, некои се книги, некои се ситуации. Исто така разговаравме дека јас и свештеникот сме си гуруа еден на друг. Тоа е вистината. Нема ништо тука арогантно, ниту па неарогантно околу целата работа. Така е вистината. Може би не сме биле свесни на почетокот, меѓутоа сега сме свесни. И на крајот свештеникот кажа за разликата во пристапот помеѓу мажите и жените во однос на гуруата. Дека жените експлозивно напредуваат на почетокот, меѓутоа на крајот заглавуваат во нивниот напредок заради својата идолатрија и својата заљубеност во гуруто или во божеството, а мажите на почетокот почнуваат скептично, веројатно заради својата вродена скептичност кон туѓи авторитети и одбивност кон тоа да им се наложува авторитет, и заради тоа многу тешко напредуваат на почетокот, меѓутоа кога ќе ја поминат одредено ниво, одреден праг, после тоа многу брзо напредуваат. И тука имаат разлика во пристап. Ете тоа е сежето од денешната епизода, а сега одиме со практични и прагматични совети. Има еден цитат кој што се провлекува низ социјалните мрежи, многу често го читаме. Вели, кога ученикот е спремен, учителот ќе се појави, меѓутоа кога ученикот е навистина спремен, учителот ќе исчезне. И затоа мислам дека ова е многу добар цитат на кој што може да се контемплира, за да се разбере целова поента на оваа епизода, бидејќи, како што кажавме, самиот гуру е еден природен феномен, тој е дел од менторството и тоа е нешто кое што не може да се избега и најголема глупост е да се окарактеризирува како нешто лошо, бидејќи тоа е природна појава, нормална и самиот процес е неопходен за секакво растење, поготово за духовно, меѓутоа, после одредена точка, треба да се разбуди твојата свест, твојата вистина, Бог во тебе да се разбуди и да го продолжи своето растење на свој нозе, на своја основа. Кога ученикот е спремен, учителот ќе се појави. Кога ученикот на вистина е спремен, учителот ќе исчезне. Дао Де Џинг.